Македонија урива рекорди по бројот на починати од COVID-19 во последните 7 дена, покажува статистиката на Financial Times. На нивните графикони јасно се гледа дека земјава по бројот на смртни случаи ги надмина сите земји од Европската Унија, па дури и земјите како Велика Британија, САД и Бразил, каде состојбата со месеци важи за алармантна. Над 200 починати на 100.000 жители бележи црната ковид статистика во Македонија. Со помалку жртви може да се пофалат и Косово и Црнагора. Пред нас е само Босна и Херцеговина. Познавачите пак тврдат дека најлошото во однос на смртноста допрва доаѓа. Во меѓувреме болниците забрзано се полнат. Рекордни 1700 пациенти со компликации од COVID-19 се хоспитализирани ширум земјава. Во Тетовската болница 50 на пациенти се лекуваат на кислородна поддршка, а еден е на респиратор. Докторите велат дека со новиот корона сој бројот на пациенти со компликации е значително поголем, а многу од хоспитализираните биле здрави лица без претходни заболувања, нешто што докторите не го виделе во претходните месеци. Кревети велат има, но проблем е кадарот. Отварање нови оделенија, значи нов кадар, нови стручен кадар, искусни, не е само кревет. Али нормално да имаме комплет екипи, не. Али ги имаме горе-доле, тоа што не е необходно, али знаете дека болеста е неблагодарна, да речем. Овие 2 недели има над 80 пациенти и некој ден и 100 има. Значи просечно над 80 пациенти дневно амбулански што се третират, али имат така лоша клинична слика што за 2-3 дена развијат да не речем така симптоми кои што се во една тешка клиничка слика се доаѓа. Новиот британски сој ги покоси младите. Се повеќе млади луѓе, па дури и тинејџери бараат лекарска помош, алармираат докторите. Матичните велат дека деца со сериозно воспаление на белите дробови доаѓале на преглед во ординациите. И додека светот масовно се имунизира, кај нас вакцинацијата едва и се спроведува, и тоа благодарение на донираните вакцини од Србија, со кои се вакцинираа и докторите во ковид центрите, војниците на Арама, наставничките. Она што загрижува е прогнозата на Блумберг, дека со ваквата динамика на имунизација, Македонија комплетно ќе го вакцинира населението до 2031 година, или за 10 години од сега. Во земјава досега се вакцинирани близу 17.000 граѓани, што е само 1% од предвидените 1,2 милиони.